Свети Николе изработи основен проект за изградба и реконструкција на патот кој треба да води до регионалната депонија и кој ќе овозможи камионите со смет да ги заобиколат нивите и градот. Се работи за патен правец во должина од 3 километри, значи со обезбедени сите услови за премин и на тешки товарни возила каде што не се потребни за токму за овој патен правец. Јас се надевам дека наредната година, бидејќи како што имам информација, наредната година преку средствата од Светската банка ќе бидат искористени за реализација на овој проект. За изградба на патот кој треба да води од Клучката кај патниот правец Свети Николе кон Куманово, потребни се околу 1 милион евра. Изградбата на патот беше клучен момент за да се амортизира незадоволството на светиниколските земјоделци. Тие во неколку наврати протестираа и се заканија дека нема да дозволат камионите со смет да минуваат низ нивните ниви. Реакции имаше и од светиниколските екологисти. Дополнително треба да се изврши и реконструкција на самиот пат кон Мечкуевци и од Светиниколска и од Пробиштипска страна, но тоа е обврска на претпријатието за државни патишта. Изградбата на регионалната депонија, прва од ваков вид во државата, е проект вреден околу 40 милиони евра, целосен грант од европските фондови. Истата треба да овозможи селекција, рециклирање и обработка на сметот со истовремена заштита на животната средина.